Секој девети смртен случај кој новороденчињата во Северна Македонија е поврзан со аерозагадувањето. Загадуваат индустриските капацитети, возилата и домаќинствата. Тие информации, кога ќе ги слушнеме, се правилно поразителни се. Направени од шведски институции и не можеме да избегнеме од нив. Мерки има и чекори да се превземат, ама чекорите треба да се превземат карце многу сериозно на ниво на држава и подоцна тоа да се дистрибуиране на локална власт и секако кај граѓаните. Ние веќе 10 години тапкаме во место. Нити имаме стратегија како тоа да го решиме, да речеме во некој временски период од 3 до 4 години. Пред изборите посочивме некои одредени точки, пред освојување на буџетот исто така даваме некои поинти каде што треба да се зголеми буџетот за да имаме некое минимално намалување. Нема политичка волја да се направи нешто конкретно за да имаме резултати. Покрај собраќајот, индустриските капацитети, грењето на дрва, дивите депонии кои исто така и во летниот период загадуваат. Значи има повеќе точки на кои треба паралелно да се влие. Не може ние годишно да имаме конкретно во Скопје пренамена на грење на еден јавен објект. Со такви мали чекори ние буквално уште 50 години ќе се труеме. Субвенции за инвертери, мара ресурс, сето тоа. Мора и државата сериозно да се напади. За енергетско сиромашните семејства пак се нудат огромно дрво. Во периодот на ковид можеше да се заклучи дека во периодите без грејење 60% од загадувањето е од транспорт. Кај нас можеби ќе дојде порано од што се очекува. Зошто? Затоа што тие наоѓалишта на јаглен кои што ни поседува Македонија се проценети некаде на уште 10 до 15 години. Наместо да гледаме стратегија во однос на тоа да имаме енергија од сонце, од ветер, ние енергијата ја гледаме од јагленот. Мислам дека е срамно 2024 да го кажуваме ова дека ќе се откажеме до 2050. Казлување или на определен основ или зголемување на цена. Работата со млади луѓе за да можат своите размислувања, своите иницијативи да ги поднесуваат до локалните власти. Секоја трета или четврта кола не знам како поминува технички преглед. Едноставно се ко ќумбиња на дрва, не автомобили што би требале да имаат некој филтер евро 4, 5 или 6. Буквално се гради, се узурпираат зелените површини, исчезнуваат, знаеме колку е важно едно дрво, а околината најдобро си ја знаат локалните граѓани. Тие треба активно да се вклучат, процесите да бидат што потранспарентни за да можат да ги менуваме работите од корен.